вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, а сум Јане Боаджиевски. Американската државна секретарка Хилари Клинтон и нејзиниот руски колега Сергеј Лавров го повика Иран да соработува со меѓународната заедница околу неговата нуклеарна програма. Клинтон се наоѓа на дводневни разговори во Москва со високи руски представници. Се уште не е време за дополнителни санкции против Иран. Ова го изјави американската државна секретарка Хилари Клинтон во Москва по средбата со рускиот колега Сергеј Лавров, кој пак додаде дека санкциите поради контроверзната нуклеарна програма во овој момент би биле контрапродуктивни. Лавров изјави дека САД и Русија направиле значителен напредок во плановите за намалување на нуклеарните арсенали. На дневен ред на Клинтон е и средбата со рускиот претседател Димитри Медведев, посветена пред се на војната во Авганистан и новиот американски план за противраќање на одбрана. Кина и Русија подпишаа трговски договори вредни 3,5 милиарди долари на средбата меѓу премиерите Вен Џиабао и Владимир Путин во Пекинг. Тие вклучуваат два заема од 500 милиони долари од Кина за Русија. Рускиот монопол Газпром исто така подпиша договор за достава на 70 милиарди кубни метри природен газ до Кина годишно. Според весникот Вашингтон Пост, американскиот претседател Барак Обама одобрил најмалку 13.000 нови војници во Авганистан, но подвлекува дека тие попрво се составени од единица за поддршка, како инженери, медицински персонал и разузнавачки стручњаци, отколку борбени сили. Претходно необјавена песна на Майкл Джексон се појави на интернет преку 3 месеци по ненадејната смрт на поп-звездата. Песната "Тоа е тоа" беше представена на официјалната страница на Майкл Джексон. Таа ќе се најде на двојниот компакт диск со хитови на популарниот Джеко, што треба да биде објавен на крајот од месецот заедно со документарниот филм за камбек концертот, што требаше да го одржи во јули во Лондон. Реката Рио Гранде е граница што ги дели градовите Хуарес во Мексико и Ел Пасо во САД. Хуарес пати од сиромаштија и криминал, Ел Пасо е просперитетен и релативно безбеден град. Меѓутоа, двата града имаат силни врски. Хуманитарната мисија на семејството Руис, меѓутоа, најдобро ги отсликува тие врски. На автопатот број 10 во американскиот Ел Пасо, сојузната држава Тексас, се обраќајот тече деноноќно. Само неколку стотини метри подалеку, на ридот што гледа на автопатот, се наоѓаат бетонските куќи на мексиканскиот Хуарес. Хесус и Марија Руис, од 19-годишната ќерка Лис и 13-годишниот син Хесус помладиот, живеат во предградие на Ел Пасо. 80% од населението во градот се латиноамериканци. Семејството секој викенд ја минува границата со Мексико. Не одат да посетат роднини, туку да им помогнат на луѓето. Once you cross the border, you see so many people already there. I mean, people all over the place. Веднаш кога ќе поминете границата со Мексико, гледате многу луѓе, гладни, на кои им требаат пари, помош. Секој викенд семејството Руис користи локална канцеларија како база од која доставува помош за сиромашните. Не носиме само храна, туку и средства за хигиена и училишен прибор. Во 9 часот наутро веќе има редица од 200 луѓе кои чекаат пред канцеларијата. Внатре доброволци ги пакуваат пакетите со ориз, конзерви и зеленчук. Сите добиваат бесплатен оброк, 10 парчиња облека, 1 пар чевли, сапун и шампон. Хесус ја искусил сиромаштијата на свој грб. Родом од Хуарес, дошол во САД илегално на 14 години. Вели кога ја видел разликата во квалитетот на животот, толку бил огорчен, што си ветил дека никогаш повеќе нема да се врати. Го премислила неговата сопруга Марија, која е родена во САД. Го посетила Мексико пред 10 години и била вџашена од нивото на сиромаштија. I had to tell my husband, I said, I'm going to go back and I had to do something. Му реков на Хесус, морам да се вратам и да сторам нешто. Не можем да се преправам како да не сум видела ништо. Откако слушнаме за потребите на луѓето од другата страна на границата, луѓето од и околу Ел Пасо почнаа да даваат пари, облека и храна на хуманитарната организација која основала семејството Руис. Нејзината мисија сега толку е проширена што градат јавна кујна за 500 лица, дом за 100 сирачиња и трговско училиште. Зошто го прават тоа? Поради детските насмевки кои се најдобрата награда, вели Марија. Во продолжение на Newsflash, Конгресната библиотека во Вашингтон е најголемата библиотека во светот од традиционален вид. Исто така, Конгресната библиотека е на пат да стане најголема дигитална колекција во светот, со повеќе од 700 терабајти податоци.
Ова е новиот изглед на Американската конгресна библиотека. Трепкашки светла, мноштво кабли и море од дигитални информации со повеќе од 50 милиони поединечни досиеа. Джейн Менделбаун управува со службите за информатичка технологија во библиотеката. Сите информации на нашата веб страница се тука, велита. За сега, библиотеката има меморија од 700 терабајти, но поради авторските права, само околу 200 од нив се достапни на интернет. Джейн Менделбаум објаснува. Еден терабајт содржи околу 1600 компакт дискови или околу 330 часови ТВ материјал или околу 2000 книги. Имаме околу 500 терабајти кои ги чуваме во нашиот систем за долгорочна претрвација. Експертите проценуваат дека библиотеката има повеќе од 120 милиони книги, 36.000 долгометражни филмови, стотици илјади музички документи и снимки и голема колекција на оригинални скрипти, веб страници, постери и фотографии. Само 1% од сето тоа е дигитализирано. Со тој 1% се служат 85 милиони корисници годишно. Околу 1,5 милион фотографии се ставени на веб страницата на Конгресната библиотека. Еден од најголемите предизвици е брзата промена на технологијата. Томас Юкел е инженер за одржување на компјутерскиот систем во Конгресната библиотека. Ако размислувате во правец на промена на технологијата, тогаш одите од ова во ова. Ова содржи приближно 100 пати повеќе информација отколку ова, вели тој. Додека вработените продолжуваат со скенирање и дигитализирање на милиони предмети, тие не го занемаруваат и миграциониот план. Движење од застарена кон нова технологија, а тоа е процес што нема крај. Утре во Newsflash, донирање на органите. Давањето е добивање. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јене Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.